додека дипломираните студенти на факултетот за безбедност се почесто ги гледаме како продавачи во маркетите, во спортските облажувалници и можеби во агенциите за обезбедување по некој во Министерството за внатрешни работи на раководните позиции, речиси и да нема лица со завршен факултет за безбедност, правен или економски, кои се сметаат за соодветно образование во Министерството за внатрешни работи. За овие проблеми Министерството и министерот предлагаа решение со спроведување на ветинг од чистачка до министер, како што кажуваа пред неколку години, но очигледно заглавија кај чистачките затоа што во Министерството за внатрешни работи нема чистачки, туку за хигиената се грижат надворешни фирми. Се доека ние сме надвор како репрезентативен синдикат, се доека независниот синдикат кажува од ова место, а не е таму на местото и на масата кај што се потпишуваат и донесуваат клучните одлуки за животот и функционирање на Министерството, вака ќе оди. И вака оваа држава, вака оваа Македонија ќе тоне, почнувајќи од Министерството за надворешни и преку Министерството за внатрешни работи, и да не ги спомнам сите останати, кај што буквално луѓето едноставно се во хаотична ситуација и спасот го бараат надвор од државата.